Почитувани, кога Филипче вели дека народот треба да учи од Заев, дали мисли на криминалот од 8 милиони во глобал? Венко Филипче вели дека нема друг како Заев и дека народот треба да учи од него. Дали мисли на тоа како да се направи криминал од 8 милиони евра и да не се одговара? Заев беше фатен во криминал од 8 милиони евра. Требаше да заврши зад решетки и беше амнестиран од Црвенковски. Дали Филипче е воодушевен и од тоа? И дали и на тоа мислеше кога го фалеше Заев? Или пак тоа може ќе го осуди? Венко Филипче треба да каже дали се воодушевува на криминалот на Заев, кој му донесе милиони евра, а благодарение на СДС остана неказнет. Добро е што Венко Филипче призна и кажа се. Народот сега нема простор за двоумење и знае што Венко Филипче сака. Тој сака да биде криминалец како Заев. Ви благодарам. Доколку имаме прашање. Во овој момент за она што се подготвуваме се локалните избори. Во однос на прашањето за предвремени парламентарни избори се прават анализи и истражувања. Она во што сме сигурни е поддршката на граѓаните, што за нас е и голема одговорност. Народот на крај сепак ќе го има и крајниот збор. Уште едно прашање ако може врон темата. Сведоци сме дека поради одавање службени и тајни за случајот детектив, председателката се уште актуелна на ДПСК Татјана Димитровски има забрана за вршење на дејност. Експертите велат дека собранието е на потек. Дали евентуално претениците на ВМРО-ДПМН би иницирале да се покрене евентуално постапка за нејзино разрешување со оглед на ова зашто е осумничена? Нашиот став е јасен. Секој инволвиран во одредено противправно действие за кое постојат јасни докази и факти, мора да одговара. Без разлика на неговата политичка, верска и етничка, а најмалку без разлика на неговата политичка функција која што ја извршува. Доколку постојат докази за сторено кривично дело, недозволено е таквото однесување. Од аспект на морал сметаме дека поголемата одговорност кај лицата кои извршуваат високи јавни функции отколку кај останатите. Нашата заложба како влада е јасна, тоа значи безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата. Правдата и владењето на правото е важен двигател за развојот и перспективата на државата. И затоа секој еден поединец или чинител кој извршува јавна функција мора да е насочен кон исполнување на сопствените индивидуални должности и обврски, односно целосно почитување на законските норми. Ги повикуваме воедно и надлежните институции целосно да го расчистат случајот и да покажат дека секој кој што се огрешил пред законот соодветно ќе биде казнет за истото. Ви благодарам.